Добро дојдовте во урбаните вести. Пролетта на северната хемисфера започна денеска во 11 часот и 20 минути. Во исто време на јужната хемисфера настапи есента. Наредниот викенд, ноќта меѓу 25 и 26 март, ќе почне и летното сметање на времето, со тоа што стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час нанапред. Во продолжение следуваат денешните настани. Прожектор, лаптоп и платно за училиштата во поплавените подрачја, донација од Австрија и Германија. Акција за расчистување на газибава. Одбележан светскиот ден на оралното здравје. Авантурите на Аладин, премиера на Македонскиот народен театар. Бензините и дизелот поевтинуваат за 2 динара. Донација вредна 10.000 евра, која се состои од пакет прожектор, лаптоп и платно, ќе добијат училиштата во поплавените подрачја од амбасадите на Австрија и Германија во Република Македонија. Оваа донација ќе им помогне на училиштата да го подобрат квалитетот на работа и да ги подобрат можностите на училиштата за работа. Пакет, прожектор, лаптоп и платно како донација вредна од 10.000 евра добија 6 училишта од поплавените подрачја во Скопје, од амбасадите на Австрија и Германија во Република Македонија. Оваа донација ќе им помогне на училиштата да го подобрат квалитетот на работа и да ги подобрат можностите на училиштата за работа. Генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити изрази благодарност до Црвениот крст на Австрија и Германија за поддршката која ја дале и што учествувале во подобрување на условите за живот во настраданите подрачја и потенцираше дека и понатаму се работи на планот за опоравување од катастрофалните поплави и се уште се присутни во поплавените подрачја каде имаат активности кои се поврзани со подигнување на свеста на населението за опасностите и ризиците од катастрофи. Дозволете ми да се заблагодарам на Црвениот крст на Австрија, кој со поддршка на австријската влада дадоа несебична поддршка во насока на зачувување на достоинството на семејствата кои имаа потреба од помош преку спроведување на проектот Рано опоравување и отпорност, со која финансиски беа помогнати 320 најранливи семејства. Упатувам благодарност до Црвениот крст на Германија, кој исто така со денешната и други донации директно учествува во подобрувањето на условите за работа во основните училишта во настраданите подрачја. Амбасадорката на Австрија во Македонија, Рената Коблер, ја потенцираше добрата соработка на австрискиот и македонскиот Црвен крст, а посебно за навремената помош што Австрија ја испратила само неколку дена по поплавата на 6 август минатата година. Поводот на нашето присуство тука е поплавите кои што се случија минатата година во месецот август. Јас како австријска амбасадорка и представник на Австрија сум многу благодарна и многу ме радува фактот што ние како Австрија можевме веднаш да пружиме инстантна, да кажам, помош. А тоа значи дека ние веднаш реагиравме, значи неколку дена по катастрофалната поплава, катастрофалното невреме. Австрија веднаш реагираше и даде донација во износ од повеќе од 500.000 евра. Јас од името на Австријскиот Црвен крст, како и од името на мојата земја, како представник на Австрија, можам да се заблагодарам на вашиот директор што имаме континуирана и долгогодишна успешна соработка. Еден од најголемите проекти кои се спроведува со помош на Австријскиот Црвен крст и Австријската развојна агенција е проектот Рано опоравување и отпорност. Станува збор за проект кој се спроведува во рок од 1 година, односно од август минатата година до август оваа година, во вкупна вредност од 539.000 евра. И има за цел да ги подобри животните услови на семејствата кои беа зафатени со поплавите и да ја зајакне отпорноста на заедниците кои беа зафатени во самите поплави. Проектот има пред се една спецификација, за разлика од многу други проекти кои што беа наменети као директна донација од различни донатори, имаше за цел пред се да ја вклучи самата заедница во креирањето на видот на донацијата, да ги идентификува точно оние потребни нешта што им се потребни на самите луѓе, контактирајќи ги нив, спроведувајќи неколку истражувања, посети на нивните домаќинства, координација со повеќе институции, пред се локалните самоуправи, но и надлежните министерства.
Јавните предпријатија на град Скопје во наредните 7 дена ќе спроведуваат засилени активности за разубавување и расчистување на општина Газибаба. Расчистувањето на општината е во рамки на пролетната еколошка акција која ќе се одвива во сите скопски општини. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски одржа координативна средба со представници од јавните предпријатија од градот Скопје, секретарите на местните и урбаните заедници и представници од општинската администрација, на која беше направен план за активностите за расчистување кои ќе се одвиваат во текот на овие 5 дена на територијата на општина Газибаба. Расчистувањето на општината е во рамки на пролетната еколошка акција, која ќе се одвива во сите скопски општини. Во акцијата се вклучени јавните предпријатија, комунална хигиена, водовод и канализација, паркови и зеленило, улици и патишта и општина Газибаба, кои секој во својот домен ќе вршат расчистување и средување на населените места во општината, во координација со секретарите од местните и урбаните заедници и представници од општината. Во рамки на акцијата, јавното предпријатие Паркови и зеленило ќе работи на кастрење на крошните на дрвјата, сечење суви гранки, садење цвеќиња. Јавното предпријатие Комунална хигиена ќе врши чистење и миење на улиците, како и замена на оштедените контейнери. Јавното предпријатие Водовод и канализација ќе работи на чистење и поправка на сливниците, отстранување дефекти во водоводната мрежа, како и санирање прекопи. Јавното предпријатие Улици и патишта ќе врши санација на улиците, а ќе работи на подобрување на хоризонталната и вертикалната сигнализација. ЈСП Скопје ќе работи на чистење на автобуските постојки и просторот околу нив. Соделење совети на случајни минувачи. Денеска на плоштад Македонија беше одбележан Светскиот ден на оралното здравје. Во фокусот оваа година се лицата од трето доба, за разлика од минатата година кога Светскиот ден на оралното здравје им беше посветен на децата. Стоматолошката комора на Македонија денеска го одбележа 20 март, Светскиот ден на оралното здравје со низа активности како дел од кампањата за подигнување на свеста за оралната хигиена. Тимови на стоматолози на 3 локации во главниот град, во трговските центри Зебра и Рамстор мол и на плоштадот Македонија ги информираа граѓаните за нивното орално здравје. Како што соопшти подпредседателката на стоматолошката комора Марија Андоновска, оваа година со кампањата ќе бидат опфатени повозрасните, односно граѓаните од трето доба. Стоматолошката комора на Македонија активно се приклучува кон одбележувањето на овој значаен ден. Меѓу низата на активности имаме една активност каде што на повеќе локации низ Скопје и низ другите градови на Македонија имаме поставено штандови каде што се делат здравствени совети за минувачите како би го унапредиле своето орално здравје. Ние минатата година бевме повеќе насочени кон младата популација и кон децата, кон нивна едукација. Оваа година сме повеќе насочени кон повозрастните и кон третото доба. И во иднина стоматолошката комора на Македонија ќе работи за унапредувањето на својата професија, како и за подигнувањето на свеста на граѓаните за нивното орално здравје. Најчеста појава која стоматолозите ја забележуваат кај македонската популација, според Андоновска, е кариесот, а за спречување на негова појава, единствена препорака е одржување на редовна хигиена, како и редовна посета на стоматолог. Најповеќе е степенот на кариес и можам да кажам дека за жал Македонија е една од земјите каде што има висок процент на кариес и ние апелираме со вакви активности и во минатото и во иднина да можеме да допреме до луѓето како почесто би посетувале стоматолог и како повеќе би се грижеле за своето орално здравје, укажувајќи им го значењето на истото. Покрај совети од докторите стоматолози, денеска се делеа и промотивни материјали од фирми произведувачи на дентални средства за хигиена. Во пресред на 43-тиот меѓународен саем на мебел, опрема за домакинства, јавни објекти, репроматеријали и машини за индустријата на мебел. Мебел 2017, кој започнува утре и ќе трае до 26 март. Гостин во урбаните вести е Магдалина Хамбова, менаџер на проектот. Деталите околу понудата, изложувачите и новитетите ќе ги дознаете во продолжение. Гостин во денешното издание на Урбаните вести е господја Магдалина Хамбова, оперативен директор на проект на Скопски саем. Поводот за нејзиното денешно гостување во Урбаните вести на МТМ телевизија е 43-тото издание на саемот на мебел кој што ни предстои. За почеток на разговорот, господја Магдалина, може ли да ни кажете што ќе понуди саемот оваа година? Добар ден, најпрвен да ви се заблагодарам за поканата да бидам гостин во Урбаните вести на МТМ телевизија
и ја користам прилика да ги поздравам вашите гледачи. Од 21 до 26 март ќе се одржи 43-тиот меѓународен сајам на мебел, опрема за домаќинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустрија на мебел. Сајмот на мебел е една од најатрактивните манифестации во Македонија, па и поширока поради оригиналноста на декорираните простори и понудата на мебел по сечи вкус. На овогодишниот сајм учество ќе земат над 400 изложувачи од земјава и од странство. Тоа се производители и трговци од Македонија, Италија, Србија, Бугарија, Словенија и Босна и Херцеговина. Интересно е тоа што потребувачите секоја година бараат нешто ново, сакаат да видат новитети. Дали оваа година 43-тото издание на сајмот на мебел ќе понуди новитети? Скопски сајм како организатор на оваа сајмска манифестација секоја година се труди да внесува некои новини во организацијата и одржувањето на овој сајм. Оваа година новина е што за прв пат се појавуваат учесници, односно за прв пат се појавуваат на сајмот, меѓутоа тие долги години редизајнираат стари парчиња на мебел. Нивната работа представува уникатен пристап во освежувањето на чувствата кои во минатото доминирале во домот. Значи секој парче на мебел има своја приказна која е врзана со одредено место, локација, семејство или култура. Посетителите истите ќе можат да ги видат и да се запознаат со нив во сајмските хали, меѓутоа истите изложба ќе имаат и во фоајето на управната зграда на сајмот. Во продолжение на разговорот, би сакала да се задржиме малце повеќе и на посетителите, впрочем тие се оние за кого е нели организиран овој сајм на мебел. Какви се нивните барања? Дали нивната побарувачка повеќе се сведува на ексклузивен мебел или на поедноставен и достапен за сечи џеб? Како организатор на овој сајм можеме да се пофалиме дека бројката на посетители од година во година расте. Секоја година бројот на посетители е се поголем, дури достигнува над 60.000 посетители. Посетителите што бараат? Сајмот на мебел нуди избор за секакви вкусови. Така да мислам дека и тоа е и причината што расте бројот на посетители, дека токму на сајмот на мебел може да го најдат она што ним им треба и што бараат. Модерните трендови не налагаат да бидеме секогаш во чекор со технологијата, па така и овој пат Скопски сајм и сајмот на мебел се во текст со она што го нудат социјалните мрежи, а токму во таа насока е и наградната игра која што оваа година се организира. Ке може ли да ни кажете нешто подетално и поконкретно за што станува збор? Како што и самите рековте, во тренд се социјалните мрежи, токму затоа оваа година Скопски сајм внесува новина и во поглед на наградната игра за посетители, користејќи ги токму тие социјални мрежи. Овогодишниот сајм за мебел ќе им понуди интересен шопинг предизвик на посетителите, кои за да учествуваат во наградната игра треба да дојдат на сајмот, да се сликаат со своето омилено парче мебел и фотографијата да ја објават на Facebook со хаштагот моето омилено парче на мебел. Оние фотографии кои што ќе добијат најмногу лајкови, Скопски сајм ќе ги награди со вредносни ваучери. Оваа година, како и изминатите години, Скопски сајм повторно ќе ги награди најдобрите трговци и производители на мебел. Може ли да ни кажете нешто подетално околу тоа и кои се критериумите по кои што се добиваат овие награди? Тоа што сајмот е рефлексија на една индустрија во државата, можам да кажам дека индустријата кај нас во Македонија во производството на мебел е во подем. Тоа се гледа и по бројот на заинтересирани учесници, нови учесници секоја година на сајмот. И токму заради тоа Скопски сајм ја продолжува онаа традиција на доделување награди на најдобрите трговци и производители на мебел. Значи се врши едно стручно оценување на изложбени експонати од комисија која е составена од представници од Архитектонски факултет, Факултетот за дизајн и интериер, Асоцијацијата на архитекти на Македонија, од кластерот на дрвна индустрија на Македонија и од Министерството на економија на Република Македонија. Сето ова Скопски сајм го прави како поттик да бидат се подобри и подобри. Доделувањето на наградите е на 22 март во 20 часот во фоајето на управната зграда на Скопски сајм. Со оглед на тоа што, како што и самата споменавте, ова е еден од најпосетените сајми кој што се организира во состав на Скопски сајм, може ли да ни кажете колку труд и енергија бара целата организација на еден ваков сајм и со каков ентузијазам го организирате сајмот?
Предизвик е да се работи саемска манифестација, посебно голем предизвик е да се работи една ваква саемска манифестација, како што е Мебел, кој што е еден од најголемите и најпосетени саеми кај нас и во регионот. И за мене лично предизвик е што сум вклучена во сета оваа организација, што сум таа што веќе ги почнува подготовките, само што ќе заврши овој саем во 2017 започнуваат подготовките за наредната година. Меѓутоа, па задоволството од друга страна е многу големо на крај кога ќе видиш дека сето тоа изгледа преубаво, посетителите се задоволни, изложувачите се задоволни. За крај на разговорот да ги информираме и нашите гледачи, а ваши посетители на саемот околу работното време и влезницата. Работното време на саемот е од 10 до 20 часот, секој работен ден, почнувајќи од 21 до 26 март. Последниот ден на саемот, на 26 март, работното време ќе биде до 18 часот. Цената на влезницата е 100 денари, а за организирани посети е 50 денари. Магдалина, јас ви благодарам за разговорот, за вашето учество во урбаните вести на МТМ телевизија. Се надевам дека од разговорот успеавме да ги стакнеме најзначајните работи околу саемот и секако да ги информираме гледачите, она што е наша најосновна мисија. Ви благодарам за поканата, за гостувањето во урбаните вести на МТМ и ве поканувам и вас и вашите гледачи да го посетат саемот на Мебел од 21 март. Ви благодарам. Наскоро започнува новата сезона за изнајмување велосипеди. Оваа година на граѓаните на располагање ќе им бидат 200 велосипеди, како и 5 електротротинети и 12 електромобили на 6 пунктови за изнајмување. Цената е непромената 10 денари од час. Од 1 април започнува сезоната за изнајмување велосипеди, кога јавното претпријатие Градски паркинг ќе ги отвори пунктовите за сите заинтересирани граѓани. До тогаш ќе се врши поправка на оштетените велосипеди, кои како резултат на несовисното однесување на граѓаните постојано се зголемува. Бројот на оштетени велосипеди минатата година изнесува 35, а украдени биле 5 велосипеди. Цената за изнајмување останува непроменета 10 денари од час. Скопјани ќе треба да приложат само лична карта или друг документ за идентификација, за да изнајмат велосипед на еден од 6 пунктови, со кои стопанисува јавното претпријатие Градски паркинг, на паркиралиштето кај Градска болница Свети Наум Охридски, паркингот Треска, зоната Д40 на улицата Париска, зоната Д3 кај трговскиот центар Бисер и кај катната гаража Македонска фаланга. Оваа сезона на граѓаните ќе им бидат на располагање 200 велосипеди, 5 електротротинети и 12 електромобили. Пунктовите на јавното претпријатие Градски паркинг ќе работат секој ден од 9 до 21 часот. Македонскиот народен театар со заложба за заживување на детската сцена денеска ја најави премиерата на новата представа за деца Авантурите на Аладин. Представата премиерно ќе се одигра на 22 март, а првата реприза е на 29 март. На 22 март на големата сцена во МНТ премиерно ќе се прикаже представата за деца Авантурите на Аладин во адаптација, драматизација и режија на Бојан Трифуновски. Првата реприза е закажана за на 29 март од 19 часот. Насловниот лик ќе го игра актерот Александар Михајловски, кој подсетувајќи и на својот настап во неодамнешната премиера за Силјан Штркот, рече дека има убаво чувство кога игра во представа за деца. Децата доаѓаат искрено, сакаат да видат, сакаат да се одушеват. Тоа ми се случи после Силјан. Силјан ми е прва главна улога и бев изненаден како некои деца кои што не ме познаваат дојдоа и ми кажаа дека биле воодушевени од целата представа. Така да познато ми е тоа чувство и сега прераснуваме во нешто поголемо со тоа што одиме на голема сцена и многу повеќе деца ќе можат да доаѓаат на оваа представа, да се забавуваат. Дарија Ризова, која ќе игра принцезата Джасмин, рече дека за неа Аладин е прекрасна и безвременска бајка, која, како што истакна, е обоена со љубов што ги урива сите препреки и победува. Директорот на МНТ Дејан Пројковски на пресконференцијата рече дека заживувањето на детската сцена е меѓу нивните нови сериозни заложби. Оваа заложба ја започнале со Силјан Штркот, како што истакна, символично, како што во 1948 година била првата изведба на Силјан Штркот во режија на Петре Прличко. Детската сцена на Македонскиот народен театар е една од нашите нови сериозни заложби. Е најавил премиерата на овој детски спектакл Авантурите на Аладин, на представа која што
Би рекол дека е за деца и за возрастни, на вистина која би требало да дефинираме што всушност представува Авантурите на Аладин. Тоа е новата театарска бајка на Македонскиот народен театар, една представа каде што сите заедно ќе уживаме во актерскиот и технолошкиот потенцијал на Македонскиот народен театар. И токму тука е нашата заложба, представите за деца, да поставиме еден нов стандард со една посебна грижа и внимание и третман, онака како што ја работиме и нашата, би рекол, вечерна програма, односно големите представи, така што е Авантурите на Аладин, би рекол дека е првиот детски спектакл во Македонскиот народен театар. Во актирската екипа се и Никола Ацевски, Камка Тоциновски, Славиша Каевски, Драгана Левенска и Нина Тангиловиќ. Покрај нив учествуваат и деца члинови од детското драмско студио на Магдалина Ризова Черних. За доловување на волшебното во приказната придонесуваат и сценографијата на Илина Ангеловска и костимите кои ги изработија Антонија Гугинска Јордановска и Елена Вангеловска. Композитор е Джијан Емин, а кореограф Александра Кочовска Начева. Режисерот Бојан Трифуновски на пресконференцијата денеска рече дека представата е авантура на повеќе нивоа. Се занимавале со светски познатата материја, која како што истакна има неколку точки од кои не смееле да отстапат, а најмногу се посветиле на тоа да го задржат хуморот во представата. Авантура беше затоа што се бавевме со материја која што е светски позната, која што има неколку точки од кои што не смее да се мрдне. Сега како таа материја која што е толку позната, да најдеме начин малку да ја цимнеме и да ја направиме повторно да биде интересна и повторно да најдеме нешто ново внатре во неја. Пеавме да го нагласиме хуморот во представата, затоа што ако нешто ми е омилено, тоа е звукот на колективното смеење на децата. Едноставно нема поубав звук на планетата Земја за мене досега. На свеченото отварање на 50-та манифестација Бурина недела во Врање, оваа година со свој настап ќе се представат и македонските поети Христо Петрески, Јордан Ѓурчев и Трајче Кацарски. Поетите Христо Петрески, Јордан Ѓурчев и Трајче Кацаров ќе учествуваат на 50-та манифестација Бурина недела, која традиционално се одржува во Врање, родното место на српскиот писател Борисав Станковиќ, во слава и чест на познатиот автор на Коштана, Нечиста крв и други дела. Од 23 до 29 март по 50 пат Врање ќе биде домакин на голем број писатели од Србија и од странство. Годинашната Бурина недела слави 3 јубилеи: 50 години на манифестацијата, 140 години од раѓањето на Борисав Станковиќ и 25 години од востанувањето на Бурина награда. Петрески, Ѓурчев и Кацаров ќе настапат на свеченото отварање, кое ќе почне со представување на современата српска и македонска поезија, односно со настап на српски и македонски поети. Од нокеска на полнок бензините и дизел горивата ќе се продаваат по нова, пониска цена. Поевтинувањето на горивата е за 2 динара. Бензините и дизел горивата од полнок ќе поевтинат за 2 динара по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на бензинот Евро Супер БС 95 ќе биде 65 динари, а Евро Супер БС 98 ќе се продава за 67 динари за литар. Евро дизелот ќе се продава за 52 динари, а екстра лисното масло за домакинство за 40,5 динари за литар. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија информира дека просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена била пониска за 6,38% и изнесувала $51,570 за барел. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека поради технички зафати во електромрежата, утре без струја ќе останат повеќе делови од Скопје. Од 30 минути до 11 часот и 30 минути. Утре без струја ќе бидат корисниците од улицата Иван Аговски, број 1 во општина Карпош, а од 8:30 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улиците Дренак, Невена Георгиева Дуња и Балзакова во општина Киселавода. Во периодот од 9 до 15 часот без снабдување со струја ќе останат корисниците од викенд населбата Мурани во општина Студеничани и од улицата Партинија Зографски
Левски броевите 20, 22, 24, 26, 28 и 30 и дел од улицата во Станичка, број 1 во општина Центар. Дел од корисниците од село Љубин, општина Сарај, ќе бидат без струја од 9 часот и 30 минути до 15 часот, како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Прекините се поради технички зафати во електромрежата. До крајот на работната недела подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на топла воздушна маса, што ќе предизвика сончево и топло време. Со мала до умерена облачност, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Максималните температури ќе бидат повисоки од просечните за овој период од годината и ќе достигнат до 25 степени. Во западните делови ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд, особено во вторник и четврток. МТМ Метео е следно во вестите. И пред да се одјавиме уште една информација. Недела на француската кујна и филм, концерти и предавања на француски изведувачи, како и франкофонски средби и регионален форум за францускиот јазик. Се само дел од активностите за одбележување на 20 март, меѓународниот ден на франкофонијата, што денеска ги најави амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје. Ова беше и последната информација во урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.